Преглед на 40 минути од репортажата трета трка автомобилизам шампионат на Македонија на кружни патеки што се одржа денеска во Скопје во организација на Автомото клубот Примо и секако на Автомото сојузот на Македонија. По надпреварот во Кичево и ридската трка што се одржа во Крушево следеше една пауза од месец и 2 недели, пошто автомобилистите што се борат за најдобрите позиции во државниот шампионат денеска повторно зеда учество во борба за бодови, секако и во борба за најдобрите позиции, битка за шампионските титули во речиси сите 4 категории од денешната трка. Инаку на познатата патека крај македонската телевизија во должината 2 километри годинава по втор пат најдобрите автомобилисти во државава се бореа за бодови, секако бројувајќи го и надпреварот во Кичево, значи купно трет надпревар од шампионатот на Македонија на кружни патеки. Веќе сме со возачите во класата 1, настапија 20 возачи, по позицијата имаше Мијалче Василевски од Итегна, до него Круме Апостолов од тимот на Спид, Дејан Стефановски и Никола Несторовски има стартни позиции од вториот ред. По самиот стартот на надпреварот, воедно во рамките на првиот круг, најдобрите и ги задржаа позициите што ги има обезбедено на вчерашните квалификации, каде што 5 автомобилисти во класата 1 беа во само 30 делови од секундата, што ветуваше и голема и жестока борба во класата 1, што впрочем и се покажа во првите кругови од денешниот надпревар. 20 купно предвидени за надпреварот во класата 1 и секако за надпреварите во втората дивизија, каде што настапија возила со зафати на 1400, 1600 и до 2000 кубни сантиметри. Надпреварот го победи Мијалче на вчерашната квалификацијска сесија ја имаше пол позицијата во голема борба веднаш со Круме Апостолов од тимот на Спид, кој по подолго време повторно се врати на тркачките патеки и тоа со конкурентно возило, покажувајќи вчера на квалификациите дека може да се бори дури за прво место на денешниот надпревар. Тоа го покажа веднаш и во првиот круг, менувајќи се на првото место со Мијалче Василевски, додека браќата Дејан и Игор Стефановски исто така во рамките на првиот дел од надпреварот во класата 1 одлично го започна надпреварот во борба секако и со Никола Несторовски, актуелниот шампион во класата 1, кој мораше да попушти пред налетите на Игор Стефановски и во првиот дел од надпреварот се наоѓаше на петото место, на шестата позиција. Во тој момент Владимир Треневски, може да се каже, изненадување на годината во класата 1, а во овие моменти повторно следиме голема борба за првото место меѓу Круме Апостолов и Мијалче Василевски и секако првиот инцидент што се случи во класата 1. Никола Попевски од Автомото клубот Примо го заврши својот настап на денешниот надпревар веќе во првиот круг. Во меѓувреме продолжуваат борбите за сите позиции. Мијалче Василевски повторно возвраќа, Дејан Стефановски од Автоклиника, ланскиот вице шампион во оваа категорија, се обидува да профитира од оваа борба за првите позиции и се наоѓа веднаш зад водечкото дуо. Неговиот постар брат се наоѓа и веднаш зад него. Ќе напоменам дека тој дебитира годинава во шампионатот на Македонија и на кружни на ридски патеки, а ланската година последниот надпревар го извозе со автомобилот на неговиот помлад брат. Значи покрај тандемот на Слободан и Крсте Трајковски, уште еден возачки тандем, братски, годинава тоа се Игор и Дејан Стефановски, едниот настапува за Автоклиника, другиот ги брани боите на Автомото клубот Скопје. И веќе во третиот круг продолжува жестоката борба за првото како и за останатите места, со тоа што Мијалче Василевски и Круме Апостолов има мала предност во однос на Дејан Стефановски, но секако тука се и останатите возачи што претендира за висок пласман на денешната трка. Ќе напоменам одлично подготвени автомобили, Југо 55 со зафатина до 1150 кубни сантиметри, група А со анекс што важи се разбира за шампионатот на Македонија, располагаат со некаде околу 80 до 82 конски сили, а оваа патека секако им одговара, тоа го покажуваат и по одличните времиња, иако простечната брзина се разбира поради самата конфигурација на оваа траса, што е во должината 2 км и не овозможува постварување на високи простечни брзини.
Ова е еден од двата најбавни свиока на патеката, каде што Мијалче Василевски натаму ја задржува лидерската позиција. Пред возачот на спид Дејан Стефановски се обидува да го следи темпото што го наметна водечките двајца на денешниот надпревар во класата 1 по првите неколку круга, и ова е моментот кога Круме Апостолов прави кардинална грешка во шиканата по најбрзиот дел на патеката, го оштети својот автомобил и не беше во состојба да продолжи и да се впушти во борба за бодови, секако бидејќи неговите конкуренти во тие моменти создадоа огромна предност. Ако се земе во предвид и фактот дека на вчерашната квалификацијска сесија вкупно првопласираните 6 возачи беа во само една секунда, очекувано и дека секој кикс на денешниот надпревар и воопшто на трките во оваа класа се казнува. Секако тоа му остави простор на Мијалче Василевски од Импегна Рейсинг тимот, кој инаку победи на првиот надпревар што се одржа на истата патека кон крајот на месец јуни. Втората трка, како што споменав во почетокот на репортажата, беше организирана на автодромот во Кичево. Таму Мијалче Василевски не успеа да забележи пласман во бодови поради дефект на неговиот автомобил. На надпреварот во Кичево победи Никола Несторовски, кој во моментов води голема борба со Игор Стефановски, обидувајќи се да стигне до третата позиција по откажување на Круме Апостолов. Го гледаме во кадарот. Неколку години се надпреварува во шампионатот на Македонија. Ланската година не учествуваше, сега кон крајот на сезоната и реши повторно да се врати на тркачкиот асфалт во услови на навистина големи температури што владеат во регионот. Особено тоа се однесува за вчерашниот ден, каде што во возилата температурата изнесуваше некаде над 50 степени Целзиусови. Дејан Стефановски од тимот на Автоклиника го следи Мијалче Василевски, кој направи солидна предност некаде 2,5 секунди пред второпласираниот. Неговиот постар брат пак соочен со притисок од страна на шампионот во оваа категорија и на ридски и на кружни патеки Никола Несторовски од Прилепец, кој забележа победа на надпреварот во Кичево, втората трка од годинашната сезона во рамките на шампионатот на Македонија на кружни патеки. Оттаму е една крајно неизвестна ситуација во класата 1, каде што неколку мина возачи се аспиранти за шампионската титула во оваа категорија. Пред се Никола Несторовски, Мијалче Василевски, како и Дејан Стефановски, а кон овој список може да го придадеме и Владимир Треневски, кој оствари одлични резултати годинава и на ридските, но и на кружните трки со солидно подготвениот автомобил. Се чинеше дека надпреварот сосем одлично се одвива за возачот на Импегна Рейсинг тимот, кој создаде и предност веќе по петиот круг, откако и Апостолов излета. Дејан Стефановски пак користејќи ја борбата за третата позиција, и тој имаше мала предност пред Никола Несторовски, кој во меѓувреме стигне и до третото место. Игор Стефановски од АСК Скопје во тој момент ја загуби третата позиција, а веќе зад него полека почна да се доближува Владимир Треневски од АСК Скопје. Инаку овој тим има вкупно 4 возачи во категоријата до 1150 кубни сантиметри, што настапија на денешниот надпревар, вкупно 20 пријавени, што ги видовме на самиот старт од денешната трка. На најбрзиот дел од патеката од страната на македонската телевизија пред шиканата и се постигнуваат максималните брзини на оваа патека. Проблеми за Игор Стефановски од тимот на АСК Скопје во моментите кога се наоѓаше на четвртото место.
Возилата во категорија до 1150 кубни сантиметри, популарните југовци, развиваат на тој дел некаде околу 160 км на час во четвртиот степен од преносот, а на спортивната страна на онаа шикана, поблаго поставена, што се совладува во третиот степен од преносот и со влезна брзина некаде околу 100 км на час и се постигнуваат на току на овој дел, значи пред свиокот, каде што повторно возачите и возилата се враќаат наназад, се постигнуваат и брзини некаде околу 140 км на час за овие автомобили во третиот или во четвртиот степен од преносот, зависно од подготвеноста и од концепцијата на возилото. Јалче Василевски натаму ја зголемува предноста во однос на конкурентите пред се второпласираниот Дејан Стефановски, но го забрза своето темпо возачот на прилепец Никола Несторовски, обидувајќи се најнапред да стигне до Дејан Стефановски, неговиот најголем конкурент и ланската година во борба за првата позиција во шампионатот и на ридски и на кружни патеки. Сега во помалку поинаква ситуација, бидејќи Дејан Стефановски ланската година ги освои вице шампионските титули во оваа категорија, но во моментите на надпреварот во класа 1 денеска се наоѓаше пред шампионот во оваа конкуренција Никола Несторовски. Интересно е тоа што малиот број откажувања и за сега единствениот инцидент што имавте можност да го видите уште во првиот круг, се покажуваат дека возилата во оваа категорија се навистина одлично подготвени, успевајќи и да се справат со високите температури, сите оние предизвици што ги носи оваа извонредно технички компликувана патека, каде што до големо оптеретување доаѓа и моторот, и сопирачките, суспензијата, и секако менувачот. 20 круга, но во осмиот се случи уште еден инцидент од страна на Душан Попевски, возачот на новоформираниот клуб Студентски автоспорт, во едно возило што го подготвуваат и студентите на Машинскиот факултет во Скопје, во обид секако да се пронајдат себе си и во автомобилистичките надпревари во шампионатот на Македонија, особено во оваа класа, каде што хомологацијата возможува навистина од автомобили со зафатни на 2150 кубни сантиметри и покрај оние рестрикции според анексот и според хомологацијата да се направат возила што располагаат со завидни перформанси. Возачот со стартен број 38, Душан Попевски, брат на Никола Попевски од клубот на Примо, успева и да го паркира својот автомобил на безбедно место, за да и не ја загрози безбедноста на возачите што се уште се наоѓаат на патеката. И еве сега веќе борба за втората позиција. Никола Несторовски успева да ја анулира разликата што имаше Дејан Стефановски во однос на него и натаму на четвртото место Владимир Тренски од АСК Скопје. Извонредно атрактивно минување во овој дел на паркингот и во едно мал контакт што секако и не резултираше со откажување на учесниците во овој мал инцидент Никола Несторовски и Дејан Стефановски. Во жарот на борбата, секако возачите пред почетокот на денешниот надпревар, како и пред почетокот на вчерашната официјална квалификацијска сесија од страна на организаторот на одржаниот брифинг им беше напоменато дека секој инцидент ќе се санкционира од страна на судиите крај патеката, оттаму и повнимателното возење во дуелите на патеката, што не беше и случај секако со првиот надпревар што се одржа токму на оваа патека и со онија случување во класата 2. Темпото што го наметна Несторовски во борба за втората позиција резултираше со тоа и да се намали разликата во однос на се уште лидерот на надпреварот Јалче Василевски. Со стартен број 35 Стојан Богдановски од Коне Спорт во контакт со возачот на АСК Скопје Владко Наковски, кој во рамките на првите два надпревара годинава забележа и 2 трети места.
И сега проблеми за Мијалче Василевски, и тоа со сопирачките на вториот најбрз дел на патеката. Тоа резултираше и со менување на лидерската позиција, каде што сега избива на првото место Дејан Стефановски пред Никола Несторовски, додека Владимир Треневски во дуелот на најбрзиот дел од патеката успева да се избори за третото место пред Мијалче Василевски, кој навистина имаше големи проблеми во обидот да го сопре својот автомобил на адекватен начин и повторно на овој дел од патеката уште еднаш проблеми за Мијалче Василевски. Сепак успеа и некако да го сопре својот автомобил, при тоа и да не го оштети возилото на Владимир Треневски. Во тој момент се наоѓаше возачот на АСК Скопје на третата позиција и дефинитивно откажување за досегашниот лидер на надпреварот Мијалче Василевски. Во 12-тиот круг мораше да го паркира својот автомобил и на тој начин неславно да го заврши денешниот надпревар, но вистина штета, бидејќи ја имаше по позицијата. Во речиси целиот дел од надпреварот, се до 12-тиот круг се наоѓаше на лидерската позиција, ако се иземат се разбира оние дуели во првите два круга со Круме Апостолов. За Мијалче Василевски на вистина штета што остана без ниту еден бод, бидејќи во случај да го завршеше денешниот надпревар на позицијата што до тој момент и ја поседуваше, возачот на следниот надпревар и ќе можеше да прави калкулации, бидејќи имаше и многу голема бодовна предност во однос на конкурентите. Продолжува борбата сега повторно за првото место меѓу Дејан Стефановски и Никола Несторовски. За цел круг го мина водечкото трио Томислав Трајковски од АСК Скопје, дебитант во годинашна ова сезона. Возачот на АСК Скопје кој во денешниот надпревар и покажа дека и со добро подготвен автомобил сепак може и да се бори за бодови. Според пропозициите, прокласираните 6 мина возачи стигнуваат до бодови според правилникот на Автомотосојузот на Македонија. Никола Несторовски натаму се обидува да стигне до втора победа годинава, откако и победи на надпреварот во Кичево. Помалку и среќно стигна до таа победа, откако најнапред се откажа Мијалче Василевски и секако Дејан Стефановски, кој водеше во речиси целиот тек од надпреварот одржан на автодромот во Кичево, но поради проблеми со инсталацијата на неговиот автомобил и на крајот не успеа да го заврши, но денеска триумфира во класа 1 и тоа пред Никола Несторовски, успевајќи да одолее на нападите од актуелниот шампион во оваа класа. Трето место за Владимир Треневски, а во пласман за бодови уште влегува Стојан Богдановски, кој беше дисквалификуван, така што неговото место го завзеде Слободан Тасевски од Мак Петрол, конечно четврти. Марио Велевски од тимот на Пулстарс заврши на петото место, а бод освои и Игор Апостоловски од водно рейсинг тимот на денешниот надпревар. По прогласувањето во класа 1 и онаа стандардна пауза од 15 на минути, полека се привршуваат и подготовките за почетокот на втората трка од денешниот надпревар одржан во Скопје, каде што во дивизија на